Добро утро. Ване Скопје е повторно технолошки фокус во регионот, како што кажа и тип, трет пат поред во главниот град ќе се одржи AI Tech Summit или самитот на вештачката интелигенција. Оваа година ќе биде посветен токму на неговиот основач и визионер, кој за жал не е помеѓу нас, Филип Аврамчев, а за програмата, говорниците и се оно што ќе го има на овогодинешното издание на самитот, утрово разговараме со Анелија Митрова, една од организаторите на овој самит. Анелија, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, Мартин, фала ви на поканата. Трета година поред AI Tech Summit во Скопје или самит на вештачка интелигенција. Што значува за македонската технолошка сцена и каде се наоѓа на мапата на технолошки самити овој самит што се одржува во Скопје? Овој трето издание на AI Tech Самитот е фактички четврто издание на AI Tech Самитот, бидејќи покрај трите во Скопје имаше една едиција во Малага. Така што ова е можност да се стави Македонија на европската мапа и да биде во епицентарот на случувања во областа на вештачката интелигенција и сите новости. Мене многу ме радува дека оваа година има многу говорници кои што доаѓаат од Македонија, односно што живеат во странство, работат во овој сектор, во вештачката интелигенција, во софтверското инженерство и доаѓаат да кажат што имаат направено на темата промени во вештачката интелигенција, доаѓаат во Македонија да го споделат тоа кај нас и една одлична можност Македонија да видиме до каде сме со вештачката интелигенција и ние како земја, но и да научиме добри пракси и примери од Европа и од светот. Годинава овој самит е посветен токму на основачот и визионер Филип Аврамчев, кој животот за жал го загуби. Колку е важен неговиот придонес за овој самит да го доживее третото издание тука во Скопје? Филип беше духот и енергијата на овој самит. Тој беше посмел од сите нас и похрабар да дојде до идеја и да го донесе самитот во Скопје, односно да го позиционира Скопје и AI Tech самитот на европската мапа, така што оваа програма и оваа година е тотално во духот на Филип. Значи во секој најмал сегмент се гледа неговото влијание, не само во програма, во изборот на говорници, во тимите кои што ќе ги разговараме, исто така на самитот и во духот на тимот кој што го организира AI Tech самитот, исто така бидејќи тој беше двигателот и гледаше малку подалеку од воиднината, тоа би рекла јас, така што ќе се потрудиме го одржиме неговото наследство и понатаму во следните години што доаѓаат. Анелија, споменавте дека годинава ќе имаме странски представници што ќе учествуваат на програмата на самитот. Кои се ќе се представат и каква е годинешнава програма? Годинишната програма е многу интересна затоа што за прв пат имаме голем број на говорници кои што ќе говорат во областа на медицината, неврохирургијата, ембриологијата, кардиохирургијата и како преку вештачка интелигенција може да се спасат животите. Исто така една од важните теми оваа година која што ја покриваме е AI во спорт, како влијае во спорт. Доаѓаат двајца говорници од фудбалскиот клуб Барселона во Шпанија и ќе кажуваат како со вештачка интелигенција работат на овие теми. Дополнително има многу софтверски инженерски компании како IBM, PwC, Philips, кои што ќе зборуваат на различни теми поврзани со вештачката интелигенција, но ќе дадат новитети што е ново во самата вештачка интелигенција и каде тера патот од лани до денес, бидејќи верувајте дека има многу промени во вештачката интелигенција и во оваа област, во секој момент, секој ден се менуваат работите. Токму тоа беше и моето следно прашање. Вештачката интелигенција е област која постојано се развива. Како овој самит ќе го обедини знаењето помеѓу сите IT, сите представници на компании што се во вештачка интелигенција и ќе ги едуцира присутните?
Овој самит не е само самит, односно како конференција каде што луѓето говорат, меѓутоа е исто така платформа за запознавање, за создавање партнерства, така што сите учесници ќе имаат можност за едно големо вмрежување, каде што ќе разменат идеи, заедно ќе може да соработуваат во иднина во областите кои што ги интересираат и да бидат во тек со сите новости во оваа област. Анелија, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во утро во Македонија наутро и ви посакуваме успешно трето издание на самитот на вештачка интелигенција во Скопје. Ти благодарам, Мартин, само да подсетам дека има уште многу малку време до самитот, односно уште 3 недели, па сите што сакаат да купат карти може да го посетат нашиот сајт techsummit.ai. Фала ти. Благодарам. Самит на вештачка интелигенција од 30 септември до 1 октомври во главниот град во Скопје. Ване веќе започна силно да врне, тука се одјавуваме и се гледаме во телевизија.